Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме на нашето место и денеска сакаме да ви испратиме многу позитивна енергија и да ми се чувствувате на вистина убаво и пријатно заедно со нас. Верувајте ми, денеска со мојата драга гостинка, освен тоа што ќе направиме убав специјалитет и можеби подзаборавен, но верувајте ми дека ќе слушнете и многу убави совети кои што таа умее да ги раскажува на вистина убаво. Да ве поздравиме сите вас ширум светот, сите оние кои што не гледаат и сите оние кои што не гледаат во нашата ни родна и убава Македонија. И добре дојде на нашинците од туги, на сите оние кои што токму во овие периоди се враќаат во нашата ни земја, седат пред малите екрани и се дел од нашата публика, па затоа ви ги испраќаме сите бакнежи за сите вас, за да ни бидете и понатаму весели и расположени. Временските интервали знаат да бидат и топли и ладни, но се надевам дека ќе имаме топло лето, па во кое што и ќе уживаме, а сите вие кои што не пропуштивте во редовните изданија, сигурно ќе не гледате и во репризните изданија. Сега ред е да ја представам мојата гостинка. Мојата гостинка е моја многу драга личност, си ја познавам многу од одамна. Сакам да ја слушам кога зборува, затоа што таа е голем истражувач за убавините од Македонија, потоа добар туристички водиче и, како си ја ние нарекуваме, хроничар кој што знае да не упатува и за нештата кои што многумина ги паметат од повозрасните, а ние помладите ќе учиме токму од неа и ќе сакаме да ги зграбиме знаењата и да ги пренесуваме на идните генерации. Мојата драга Гордана Јанакиевска. Добре ми дојде, Гордана. Драго ми е да те видам. Како ти велам, јас ти си моја слаба точка, повели од оваа страна. Се надевам се е во ред, супер се чувствуваш, дојде да ни спремаш еден убав специјалитет. Не е специјалитет, е јадење кое може би е подзаборавено. Така. Меѓутоа е нешто што во мојата младост било редовно јадење. Јас сум родена во Белград. Мојата војна која ќе дојдев кај нив и додека патував како туристички работник, првото одење беше кај нив и што ме види, го ставаше тенџерето да свари компири за да направи кнедли со сувисли. Може би невообичаено за нашиот регион во Македонија е кнедли со сувисливи. Обично ние си правиме кнедли со гриз, оние кои што си ги подготвуваме за супа, но ова ќе биде навистина еден интересен рецепт кој што ќе го направиме. Бидејќи го работам проектот за Крале Марко, морам на почеток да поменам, да те прашам дали што мислиш дали Крале Марко јадол кнедли со сувисливи? Па јас можам да предпоставам дека може би јадел, бидејќи јас и ти разговаравме, јас Марко си го имав дома на фотографии, заедно со тебе, оној убав зелен Марко, патувањето низ Македонија, но секако верувам дека тоа е еден мит за нас македонците. Сливите ги има во Македонија. И би требало. Да, меѓутоа во тоа време компир немало. Компирот е донесен од Америка. Па тоа не можел да јаде кнедли, можел само сливи. Сливи. Ама па затоа бил јак. Сливите имаат многу витамини. Да, не само витамини, магнезиум, калциум. Ние ги поставивме да се варат компирите, а потоа ќе почнеме што се треба да се прави, но јас пред тоа сакам да запрашам. Значи, верувам дека и нашата публика денеска што ќе не следи и онаа публика која што постојано те гледа, бидејќи сите ние колеги од разни медиуми, кога нешто ќе ни затреба, што е многу значајно за Македонија, те бараме тебе. Јас, првата наша средба беше за Цоцев камен, бидејќи јас го посетив и заеднички го посетивме и сакав да знам малку повеќе за него
И многу убаво еден дел од Македонија каде што Кривопаланичкиот регион беше малку како запоставен. Но ти со Цоцев камен, со куклите камени, со Кокино, некако ни даде многу љубов кон тој дел. Ајде малку раскажи. Јас многу го сакам Кратово. Кратово е прекрасен град со задржана стара архитектура. Така. Тука е, морам да го спомнам, Стевче од етно куќа Шанчева, кој Нашиот заеднички пријател Стевче, кој подготвува кцана сол. Така. И е нешто што исто така е некој специјалитет кој едноставно го нема на други места. Стевче и раскажува за тој регион, пишува книги и секоја чест го поздравуваме многу. Јас многу го сакам Кратово и кога треба некаде да се издувам, едноставно ќе се појавам кај нив и тоа е нешто што ми овозможува да одморам малце и мозок и живци. Таа воздушна бања, навистина го. Јас горде кога го посетувам Кратово, сакам да ги видам кулите, сакам да ја видам старата црква градска, па сакам и да отидам и дури до Шлегово да посетам и таму. Има убава природа, убав манастир. Навистина е убаво. Имаш право што одиш во Кратово да си одмориш. Не само тоа, Радин мост да го видиме. Дефинитивно. Иако е обновен, сега не е баш идентичниот. Морам да кажам дека пред година или две водев една полјакиња таму. Така? Која слушнала за Радин мост, сакаше да го види на лице место и да пишува за тоа. И беше воодушевена од самата приказна за Радин мост и тоа што може да го види. Со Стевче едноставно секогаш кога ќе одам, одиме низ Кратово и секогаш има нешто ново што ќе откријам, што може да биде интересно, а знае да ме однесе кај луѓе, да речеме има еден човек кој спрема сушено месо. И оние пештерски простори. И сум била кај него да го видам тоа и да учествувам, да речеме, во тоа, како се подготвува. Неговата жена исто знае да направи специјалитети кратовски кои се интересни и во секој случај морам, пак ќе кажам, место кое ме одмара. Јас сакам да те запрашам за нешто, постојано така ми стои во една мисла. Кога го посетивме Радин мост, неколку пати го имаме посетено, но сега и приодот е малку потежок, но порано можевме да се симнеме до таа карпа, каде што Рада, според легендата, била задзидана во зидините на мостот, нели опеаната песна на тетка Васка Илиева, и забележевме вистина таа течност како млеко. Дали таа се појавува во поедини времиња во годината или е постојано? Тоа ми беше како прашалник. Искрено ти кажам, и ти нема да знаеш, затоа што навистина беше чудо на природата да го видиме тоа. Дефинитивно, да. До него пред него постојал исто еден мост, така? Од кој има мали остатоци и тоа е врзано со тие легенди и приказни кои во секој случај имаат дел од вистината, инаку не би биле приказни кои се раскажуваат. Навистина така убаво. Меѓутоа, пак ќе спомнам со оваа полјакиња која бевме, населението околу мостот кажуваше многу приказни. Значи, можете да чуете од нив најразличити периоди на случувања кои биле околу врзани со Радин мост. Навистина едно убаво доживување кој ќе отидете таму да го... Навистина, знам дека многумина од помладата генерација ова легенда може би слушнале и не ја слушнале, но ние ќе ја потврдиме, нели, според кажувањата на кратовчани, пак ќе речем опеаната песна на тетка Васка Илиева, Мост ми зида 9 мајстори, во која што браќата се договориле, бидејќи зидот паѓал мостот. Паѓал мостот на неколку пати и им рекле дека мора да некого сограда да живе внатре. Седнале, се договориле која од невестите ќе донесе ручек, таа ќе биде задзидана. Меѓутоа, сите, освен најмалиот, им кажеле на своите жени, дошла најмалата и таа
била созидана со тоа што приказната или легендата вели дека ја оставиле дел од градата за Десната да може града, за да си го надои машкото детенце, кој што било уште доилче. Приказна која што еве јас и денеска, морници ми идат и дури кога ја слушам таа песна, но е едно одбележие за нас македонците кое што треба да ја знаеме. И јас морам да кажам дека ти многу убаво раскажуваш за старата железничка станица, за аквадуктот во Скопје, кој што беше запустен. Сега почна некако да се чисти околу него, се ветуваат реновирања. Што те наведе, токму тие се долги истражувања? Ти многу учиш за тоа. Јас кога завршив гимназија се работив во туристичка агенција. Најпрви во Феријал Експрес, тоа е кај во Петровет зградата, па потоа работев во Центро туризм, голема туристичка агенција во Југославија, по големите градови немаше кај што немаше пословница. Подоцна во Палас и Палас Турист, па имав еден период приватна агенција, така да цел живот се бавам со туризам. Ама кога некој сака многу да научи и да знае, те повикува тебе. Знам дека тоа е така. Мојата специјалност остана и беше Македонија. Значи, на луѓето кои се од Македонија или доаѓаат во Македонија да им ја представа Македонија. Морам да кажам дека во суштина многу малку ја познаваме земјата. За жал, македонците не ја познаваат. И јас се сеќаваш 21 година како водич во нашата Македонија, посета на градовите и светилиштата, се соочував дури со луѓе кои што не ги разликуваа ниту светителите на иконите. Да. Многу пати, зарем ова убавина има во Македонија, а ти тоа многу убаво го кажуваш. Па веројатно со годините сум научила да препознавам човек кажи мене, на кој начин тоа треба да му го кажам. За да го доживее и да го прими. Кога ќе го видам осмео, тоа значи дека сум погодила и дека сум нашла начин да му го пренесам на правилен начин. Јас силно вака ќе те гушнам, бидејќи кога и да ми затребаше некоја информација, ти беше мојот подсетник. Отворена сум за такви. И гледав една, може би многу одамна снимана емисија од македонската радиотелевизија во која што толку убаво раскажуваш за Матка, за манастирите, за билките околу Матка, па за старата скопска чаршија. Ајде пренеси ни нешто од тоа, потоа за проектот ќе зборуваме за Кралник Марко. Матка ми е болна точка. Тоа е таа болна точка. Матка е заштитен регион, природно заштитен регион, кој во суштина е со голем број на растителен и животински свет од тропски период. И тоа е нешто што ја направило кањонот Матка да биде меѓу 10 кањони во Европа. За жал ние не знаеме тоа да го ценим. Значи, европски веќе е позната за убавината. Да. Дефинитивно тоа што се случува во Матка не смее да се случи. Има една голема табла која ќе влезете, се што е забрането. Ако го прочитате убаво ќе видите дека се тоа што е забрането се случува во Матка. Не реагира никој. Наместо да биде зачувано е уништувано. Дефинитивно. Едноставно таму треба управител. Така. Таму треба да се наплатува влез. Вие сабота или недела ако отидете врие од туристи, едно 10 автобуси ќе видите од Косово, да не ме разберат погрешно, меѓутоа тие само ќе дојдат, ќе прошетаат, нема кој да им раскаже, нема кој да им го пренесе тоа, ќе се прошетаат пред куќата што е зградата во Матка и едноставно ќе се вратат, ќе остават џубре бидејќи јаделе умеѓу време, нема корпи многу и тоа е нешто што редовно се случува. Тоа редовно се случува и тоа е нешто што само кажува каков однос ние имаме кон природата. Природата и кон она на што треба да сме горди. А ние едноставно
Јас и ти бевме на едно патување во Матка и знам дека кога ги посетивме манастирите Света Богородица и Свети Антонио и Андреј, ни кажа дека малку погоре има една природна чешма, извор, каде што раснат посебни билки. И беревме од билките. Интересно, тоа беше доживување за целата група кога бевме таму. Одамна беше Горде, може би 20 година, сигурно. Па има, многу одамна. Јас во Матка искрено ти кажам, сега едно 2 години не сум легла. Така. Едноставно ме боли душата кога ќе влезам таму и кога ќе видам како тоа се распаѓа. Буквално кажано се распаѓа. Дека немаме осет, дека тоа што го имаме го нема во светот и дека треба да го сочуваме и дека треба буквално да влегуваме како во музеј. Некако како оживеа со подземните води, па пештерите да се видат, малку како да оживеа, но пак велишете застана тоа. Да, меѓутоа таму има 10 пештери, има 2 јами, имате 10 цркви. Така. Кои некои се во рушевини, некои се во сочувана сосреба. Меѓутоа не е тоа она што го доживуваат луѓето кои ќе дојдат таму. Едноставно се задржуваат тука во ресторанот, ќе погледнаат малце, ќе уживаат и тоа е тоа. И мене тоа страшно ме нервира. Знам. И јас сега ќе ги оставам компирите уште да ни се варат, а ние ќе преминеме со моите драги колеги во режијата со фотографии, затоа што потоа ќе се посветиме на комплетните кнедли. Треба да ни бидат основицата е компирот и сливата. Ете така. Одиме, сега ти ќе ги погледнуваш фотографиите и ќе ни раскажуваш за сето она, бидејќи ти тоа многу убаво знаеш да го кажуваш. Ова е фотографија на Скопје кога на Вардар се перело. Кога можело И можело да се пие вода. И да се пие вода и да се плива и сето тоа. Жално е што Вардар не е оној што го знаеме. Затоа јас велам, не е песната Море сокол пие, веќе ќе се отруе, не ни важи. Тоа е убавините на Скопје и старото Скопје, да не ме разберат гледачите погрешно, родена сум во Белград. Дојдена сум во Скопје во 64-та и ако ме прашате, јас повеќе го сакам Скопје него Белград. И со многу љубов зборуваш за него. Веројатно поради тоа што не го знаев, што доаѓав во нешто непознато, сум се посветила да го научам тоа. И тоа е она што ми дало можност да многу работи кои ни самите македонци кои живееле тука со генерации не го знаат. И 3 генерации, 4 наназад. Еве гледаме друга. Ова е Ребека Вест. Така. Ребека Вест е дојдена во Скопје. Во Охрид има напишано книга, јас ја викам туристички водич на Македонија, за убавините на Нерези, на Охрид, на Значи, жена која не е од овде? Од Англија. Ете така. Познат писател, позната фамилија од кралска фамилија и едноставно била заљубена во Скопје. Ние тоа, пак ќе кажам, не знаеме да го искористиме. Ова е фотографија на првиот дочек на новата година на плоштад. А која година е? 1990. За прв пат екран го организираше тоа и гостувале Песол. Да. Така да многу ми беше драга да ја одберам. Ова е, не знам колку знаете, постои град кој се вика Европа. Нешто. Кој постоел таму некаде 4-5 век пред наша ера. Град Европа. И кај се наоѓал тој? Тој е некаде на граница према Грција. Од Гевгелија према Грција. Тоа е исто приказна која не знаеме да ја искористиме. Треба да ја слушнеме. Не само да ја слушнеме, да бидеме горди дека ние сме имале Европа кога Европа не постоела. Кога Европа не постоела. Ајде, ова да го погледнеме. Ова е една стара фотографија на Скопје во која на врата гледате остров. Многу Тој остров бил многу интересен, бидејќи на него се одвивале трки со коњи,
бил многу посетен монденски дел на Скопје. Так. За жал, веројатно, после поплавите и случувањата, тој е изгубен, Го нема. го нема. Токму за ова сакав да слушам од тебе, затоа што ти си Ова е природна фотографија енциклопедија. на трамвај во Скопје. Аха. Значи, некаде во почетокот на 20 век имало овакви колички со коњи превезувано и оделе од мостот до градски парк. И тоа е првиот трамвај и за жал ние на овие убави времиња немаме. Се збори постојано дека ќе отворат трамвај и да пуштат во сообраќај. Ајде, некоја генерација ќе дочека. Ова е слика на плоштадот, на мостот се од Караџорџи, од последниот крал, ќе ми извините, сега не можам се сетам како се. Тие се, кога бугарите го преземале Скопје, ги извадиле од таму и однеле во Бугарија, ги истопиле и од нив е направен споменикот на Гоце Делчев во градски парк. Затоа сакам да ја покажам. Од овие коњиве овде што режи, вратете ни ја фотографијата да видивме уште еднаш. Значи коњите кои што се на пиедесталот биле однесени да се поново претопат и да се направи бистата на Гоце Делчев. Ајде сега следната ќе ја погледнеме со сидрото. Еве ова, значи за овие зборуваме коњи. Браво. Мислам дека тоа 99% луѓе не го знаат. А ова го немаме тука? Па нема го, постолјето го нема, знаете дека влезот е. Сега се спомениците на новите споменици. Еве го ова, од Друкагол камениот мост со сидрото. Ова е сидрото кое е дадено на поклон на град Скопје, бидејќи во Риека имало брод кој се викал Скопје. Аха. Кога му престанало времето на траењето, едноставно го испратиле сидрото во Скопје за да се сикаваме на него. Ете, интересно, браво. Браво. Одиме понатаму, имаме и други, а ова се пеперутките во матка. Во матка. Една од работите кои не знаеме да ги сочуваме, постојат 400 вида на дневни пеперутки. Од тоа 200 е се во Македонија, а од тие 200 стои нешто се во матка. Значи си ги имаме тие во матка, се уште постојат како... Мене ми било задоволство да одам, да ги видам, да ги сликам. И едноставно решив да направам проспект во тоа. Одлично. Следната фото... Ова е автобусот двокатен кој постојал во времето некогаш, една стара фотографија. Не врати наназад, ова е многу време. Дека не е тоа нешто ново во Скопје, него го имало и многу порано. Ова горде се уште е мостот Гоце Делчев, кај што стои или нешто друго? Ова е стариот аеродром на Скопје, на првиот аеродром кој бил во Скопје и првиот лет на авион Скопје-Белград. Ова е тој што си постел во населбата аеродром. Населба и затоа се вика. Ова е споменикот на Грк Зорба, кој живеел во Скопје и почина тие тука во Бутел има негов гроб. И песната што е позната за Грк Зорба. И филмоти се. Мицотакис прв пат го има видено. Ова е бродот Титаник и на Титаник има записи дека како дел од јадење било кашкавал македонски. Од Македонија го зимале, од Галичник, нашиот прав кашкавал или од Беласица? Од Галичник. Значи, мислев да... Интересни, баш многу, баш се радував некои работи кои не се знаат, треба да бидеме горди дека ги имаме. Точно знаеше што сакам. И затоа ми одбра убави фотографии. И јас сакам вака само на едно... Поде ми го тоа стакленото да видиш. Не многу е добро, но ние и ќе го пробаме вака. Се обидов. Ке можеме, така. Да го процедам веќе. Ти е потребна ли од оваа водичка да остане малку? Не. Добро. Јас ќе го процедам и ќе ти додадам. Одлично.
многу не пренесе во едно чудесно друго време. Време на кое што стварно треба да се гордееме. Не само тоа, него немаме традиција да тие работи ги оживуваме на некој начин. Да кажеме дека во другите земји од се прават мити, прават туризам и прават големи влезници и сето тоа оди во буџет на државата, но ние тука си ги забораваме. Кога отидов во Шпанија, буквално од чашава ќе ви направат приказна. Приказна. Јас велам исто, ние имаме ваква приказна, не знаеме да искористиме. Така. Дека Ричард Гир во времето на кога беше проблем со Косово, бил тука и од оваа чаша пие. Пиел. Еве приказната. Ќе се потсетам и на едни патување во Турција, каде што бевме сите да видиме една карпа во која што има една огромна стапалка и таму ја викаа ѓаволска нога. Она што Марко Крале оставил како стапалки пак да кажеме на секое место да се каже тука бил, како бил. Интересно е нели да раскажеме во едно тоа по нема место кое не е врзано со Крале Марко. Ние за жал Крале Марко не го доживуваме како наш последен владател на овие простори. Вистина бил горостас, како што ево приказните во раскажувањата, голем човек, фрлал боздоган камен надалеку. Со тие приказни народот само сакал да го велича, бидејќи секогаш бил во своето владење наклонет кон народот. И да биде жив, вечно жив со приказките. Приказките го направивме да биде вечно жив. Ова дали ти е потребна даската? Не. Добро. Ете така, ја повлекувам. Успеавме да го направиме. Сега ќе ни раскажуваш, јас овде малку ќе го намалам ова, за да не биде... Сега ќе направиме пире од компир, малце брашно, едно путерче за додека е имаш топло. брашненце таму, добро. Додека е топло. За да направиме смеса од која ќе правиме кнедли. Интересно ќе биде ова, баш ме чуди како Јас не знам овие сливи ќе ги дотераш кнедлите. Не знам во колку се е како јадење во Македонија ова, бидејќи не сум сретнала да речеме да кај некого бидам и да ме понуди. Да те послужи со вакви кнедли. Еве баш интересни. Ти си енциклопедија во се. Еве и во храната. Веројатно да не сум родена во Белград и да не било ова јадење кое војна ми многу често го спремаше. Мајка ми не беше многу по кујната. Веројатно ни јас не би го примила како такво. Ја пробувам, на моите внуци не сум им понудила кнедли. Размислував кога доаѓав кај тебе дека едноставно треба да им понудам. Ама многу убава имаш игротека дома. Вие многу убаво играте со внуците и јас постојано си пишувам таму коментари, симпатично ми е тоа, садите цветиња, а седите во двор, учите, цртате, читате сликовници. Интересно, многу убаво. Јас со нив сум се симнувам на нивото на деца. И едноставно тие ме прифаќаат. Дома на учени се имаме на кутија на крем банани од Европа. Така. И само да земаме едно бананче. Така. Треба ли ова е вода? Треба ли да е топла? Да, откај ќе го направиме овај, ќе ги направиме кнедлите, ќе треба да се свара. Добро. Ајде, ние ќе ги правиме кнедлите. Јас ова пробувам со... И потоа ќе ги вариме. Со ова, бидејќи е топло, меѓутоа со рака. Со рака ќе мора. Најлесно затоа што си имаш осет. Да, али е вручо се уште. Добро. Што треба јас да ти помогнам? Да гледаш и да учиш. Да го учам овој рецепт. Па да. Едно од тука ќе го научам, ако не го научам, ќе те побарам. Ти си мојата подршка. Ќе кажа, ајде, сакана моја, кажи ми ова како беше. Така. И фала му на Бога, до ден денеска, таа наша љубов и енергија се уште си трае.
Додека ти си месиш, јас ќе правам чај за двете. Убаво. Зошто и ти сакаш чај. Ете така. Топол е кромпиров. Па добро, ние ќе направиме само неколку за да видат гледачите колку и на кој начин се прави. Да, ама треба да го измешам, Инаку да. ќе ни е ова потребно можеби и подолго време за сите. Добро. Уште брашненце треба. Добро. Да го разладам. Топол е уште. Да. Да, тешко се обработува, можеби. Добро. И сега докаде дојде со крале Марко? Хајде, кажи ми. Морам да кажам дека малце го занемарив. Се нафатив на работи кои можеби не ми дава доволно време да му се посветам и понатака, а мислам и дека не успеав да го пренесам како приказна која треба да живее. Јас имав средба со 2 или 3 градоначалника на Прилеп, едноставно кога им кажував целта, вака ме гледа Малку да не гледачко. разбира. Добро. Сега треба ли да ги полниме? Да ти помогнам? Сега има многу големи Добро. парчиња. Ајде малку ќе одмориме, заради тоа што ќе го барам рецептот на денот, а ние ќе се обидеме и да ги направиме. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Кнедли со црни сливи, тесто, 500 грама компири, 250 грама брашно, 1 јајце, 50 грама путер, 100 грама презла. За филот ни е потребно 400 грама црни суви сливи, 3 до 4 лажици шеќер, 1 лажиче цимет, 100 грама кокос, 1 лажица путер и 500 милилитри вода. Ете, тоа се нам ни беше потребно. Горде ми покажа како се прават и затоа овие додека ги вариме од незе, јас, драги мои, ќе направам уште некоја. Значи, зимаме од смесата што беше со компир и брашно и малку шеќер. Додаваме вака. Внатре ја додаваме модрата слива или сувата слива. Полека ги притискаме, ги валкаме во цимет, шеќер и презла. Убаво да ни дојдат како топчиња. И потоа се вараат во врела вода и то толку кратко, како што вели Горде, само да пливнат. Така ли го? Да. Како твојот ученик брзо учи, гледај сега. Ете така, лесно и интересно. Добро. Еве, јас ќе ги додадам и овие. Можам да ти ги додадам и овие да ги додадеш, а потоа да ги повлечам садовите за да можеме да ги сервираме. Бидејќи сме и на крајот од емисијата. Повели. Ајде, овие ќе ги повлечам, за потоа ќе ги направиме. Одлично. Можеме вака. За кратко. Постигнавме. Да ги видиме овие твои, како рече ти, белградски кнедли кои што ќе се готват и во Македонија. Еве не, добро. Па тие се готват по повеќе земји. Добро. Интересни. Баш интересен рецепт. Вака. Еве ќе ги додадеме. Одлично. Во нашата убава украсена чинија. Сите се готови. Да. Значи само 3-4 минути ни се потребни за да бидат. Колку бидејќи има брашно со компир, да брашното упие вода. Ова ми е топлечко, морам со лажичката да си помогнам. Ќе го повлечеме. Тенџерчето му прави проблем. Ете така. Добро. Одлично. Јас сега малку и ќе ги поросам со уште малку со цимет. Добар ли сум ученик?
Одличен, добро. После едно, две-три правења ќе бидеш и подобра од Ќе мене. бидам експертот за кнедли повели. Морам да ти заблагодарам пред се за убавата емисија, за убавата енергија, за се што ни пренесе и научив нов рецепт. И силно те гушкам. Силно те гушкам, се надевам и нашите гледачи веќе научија нешто плюс од мојата драга пријателка Гордана Јанакиевска. Тука сме пред самиот крај да ве поздравиме и да ви посакаме многу здравје, многу среќа и заеднички да ви кажеме ве сакаме.